Добар ден, вице-премиере. Прво би ви се заблагодарила што одвоивте време за да присуствувате на првото интервју за МИА. И би започнала пред се со пандемијата, која што ни го смени животниот тек на сите. Се одрази во здравството, меѓутоа се одрази и врз економијата. А економските показатели се сега позитивни во последниот период. Дали конечно можеме да кажеме дека македонската економија полека закрепнува? Прво, благодарам за можноста и пред вашите гледачи, читатели, дадам осврт од економски аспект на што ни се случуваше и што ќе се случува. Но секако, осврнувајќи се на вашето прашање, навистина ме жалам за се што ни се случи од здравствен аспект, за пандемијата, за изгубените животи, затоа што предпоставам денеска во ова интервју кога ќе збориме за позитивните работи. За жал, тоа што ни се случи од здравствен аспект не можеме да го надокнадиме. И среќен сум денеска дека здравствената криза полека спласнува, дека податоците кои што ни доаѓаат од таму дават одреден оптимизам и јас сум најсреќен заради тој аспект. Ја од првите денови кога го добив мандатот укажував при самите креирање на мерките дека треба малку да бидеме трпеливи, да си веруваме еден на друг, дека заеднички ќе изнајдеме начин да излеземе од економската криза и дека се ќе надокнадиме, и тоа многу побрзо отколку што некои верува. И во суштина сметам дека резултатите кои што доаѓаат се навистина позитивни. Јас обичам да зборам преку бројки. И еве само за споредба да укажам одредени бројки кои што излегува последниве неколку месеци. Во април ние индустријското производство отиде на некаде 46% пораз, споредувајќи се со април претходната година. Но некој ќе каже лесно е да споредува со месецот кога го имавме најголемиот пад. Се согласувам и затоа ќе споредиме со април 2019. Ние сме приближно на тоа што беше во април 2019. Се уште сме некаде на отприлика 6,7% пад на индустријското производство, но ако го земеме кумулативно месец јануари до април 2019 и месец јануари-април до 2021, некаде сме на отприлика 2,5% се уште пад на индустријското производство. И тоа што е клучно е дека има тенденција на поврат. Значи се враќаме во една од најдобрите години, а тоа е 2019 година. И тоа укажува дека нашата економија закрепнува. Неколку други податоци кои што можам да ги кажам. Народна банка на Република Северна Македонија укажа на одредени битни параметри кои што треба да ги гледаме. А тоа е, например, дека вкупните пари во оптек се зголемени за 9,4% на крај на април, дека вкупните кредити се зголемени за 5,7% и вкупните депозити во државата пак од друга страна зголемени се за 6,9%. Просечната плата е зголемена во март 2021 за некаде 6,8% споредбено со март претходната година, само да не забораваме дека март не беше најпогодениот месец од пандемијата, беше почетокот и тоа не значи дека била под влијание на пандемијата. Ова се позитивни резултати. Но навистина мене тоа што ме радува е враќањето на оптимизмот и во економијата, но и кај граѓаните, а секако оптимизмот доаѓа со, како што кажав, опораувањето, да кажам, и полека спласнување на здравствената криза и секако низа на други моменти кои што се случуваат не само кај нас во државата, туку на широко на светско ниво. Вториот момент што треба да го прифатиме заради евентуалното закрепнување, за да кажеме дали полека ќе оставиме се назад, е однесувањето на другите економии. Ние сме зависна економија од другите поразвиени економии, како што е Германија, Велика Британија и така натаму. Како што таму се олабавуваат одредените сегменти на живење,
и економијата полека почнува да заживува, се чувствува и кај нас. За жал, се уште не во сегментот кој што би го посакувале, но тоа што се случува и сметам дека за ова можеме да збориме за време на интервјуто е дека ние со различните иницијативи кои што ги превземавме, укажавме дека сме свесни на што се случува и дека во суштина сме спремни да ги искористиме можноста. И ќе зборуваме за странските директни инвестиции, ќе зборуваме за инвеститорите кои што по се изгледа не само слушаат што ние кои пораки ги праќаме, туку ја гледаат можноста која што се појави заради пандемијата од COVID-19. Како влада во време на криза донесовте 6 пакети мерки како за поддршка на стопанството, така и за поддршка на граѓаните. Сепак имаше реакции од опозицијата дека мерките се ненавремени, дека имаат слаба реализација и така натаму. Ваш став околу ова и дали владата е подготвена да креира нови пакети на мерки доколку има потреба од таква нешто? Да, ние сме познати сега веќе како што закрепнува полека почнуваме да излегуваме од здравствената криза и влегуваме во фазата на опоравување, се прават и одредените анализи кои се ефектите од мерките. Прво, ние сме една од единствените земји во Западен Балкан кои што во континуитет има донесено мерки за спас на стопанството. Велам единствена, затоа што ги носевме мерките на секои 3 месеци, следејќи ги тенденциите, тековите во економијата и одговаравме на вистина на времено со мерките. Но сме единствена земја, не на само на Западен Балкан, туку и на широко, во кое што немаше разум од никога. Тоест, влеговме во пандемија, во здравствена криза и во економска криза, а се однесувавме неразумно како да живееме во мирнодобни моменти. И за жал, еве, зашто секојаш посакуваме да се споредуваме со некого во соседството и во многу потрадиционални и конзервативски општества во кои што се јасно има страни, Грција. Опозицијата се однесуваше разумно, затоа што сметаше дека животот на граѓаните е најважен, дека во пандемија не сакаш да покажеш кој е попаметен и подобар политичар и дека за политички мегданки има кога. За жал тоа што ни се случи овде, да, се согласувам дека некојаш мерките не доаѓа навремено кај нашите граѓани, но веројатно тие што ќе ја гледат емисијата се сеќава дека јас повикував скоро на секој втор ден да нашите пратениците кои што се изгласани од нас како граѓани, дека треба само 5 секунди од нивното време да го кренат зеленото картонче и да ги изгласаат мерките. Сега замислете, 5 секунди се поважни од еден човечки живот. Ја тоа не можам да го разберам и нема да го разберам никогаш. И да се согласувам дека за жал некои мерки доаѓаа многу тешко. Но ајде да ги гледаме фактите. Ние донесовме 6 пакети на мерки, некаде од прилика 1,2 милиарди, во кое што имаше директни буџетски импликации, тоест директни буџетски средства, но имаше предвидено кој ќе биде ефектот на мерките. Според анализите направено на 31.12.2020 година, ние бевме некаде на 75% од спроведеност на мерките. При тоа, ефектот кој што го има дадено мерките е намалување на падот од 4,2%. Или различно кажано, ние имавме пад некаде приближно од прилика 4,5% на бруто домашниот производ, а ако не би биле мерките, нашиот пад би бил 8,7%. 4,5% пад секако е лош резултат. Но само споредбено во регионот, ние сме убедливо со најмал пад. За споредба, ако сакаме, освен Србија, мислам дека имаше, само Црна Гора имаше повеќе. Црна Гора има 15.
Косово отприлика 12, Албанија некаде приближно 10, близу до 10. Ние се споредуваме со земјите на Европска Унија, земјите членка на Европска Унија, во суштина сме трети, ако се споредуваме во горе во листата. Значи, две земји на Европска Унија имаат подобар резултат од нас. Сега некој ќе каже, добро, како се споредувате со земјите членки на Европска Унија? Економијата се базира на бројки и падот е тој. За жал, нашиот бруто домашен производ е толку колку што е. А кога би работеле и би имале бруто домашен производ кој што не се креира преку неколку месеци, туку се креира низ годините, веројатно сосема различни ќе беа бројките. Но да направите ефект скоро еднаков на тоа што сте го вложиле. За тие кои што не се занимаваат со економија, тие дека секој еден вложен денар спасил уште еден друг денар да се изгуби. Сметам дека како влада навистина тоа е добар податок. И второ, што сметам дека навистина треба да не разочарува е дека успеавме да зачуваме некаде отприлика 80.000 работни места, а нас тоа не беше императивот да зачуваме работни места. Затоа што на крај испадна дека без помошта која што беше дадена низ различните мерки, некаде очекувањето ќе беше да 80.000 работни места бидат изгубени. Ние на крај на годината имавме некаде отприлика 16.000 работни места изгубени заради COVID, а во април податокот е 19.300 работни места изгубени заради COVID. И овде се разликуваме од одредени политички партии кои што укажуваат на една друга бројка. За жал, морам да кажам дека целиот период на пандемијата изнесе на површина и системски недостатоци. Кога ќе кажам системски недостатоци, а тоа е дека низ години не се работело и не се, можеби и не сакало да се соочиме со неформалната економија, за да неформалната економија не биде толку висока, за да проблемите испливаат на површина. И тоа нас не се случи. Да еден сегмент на нашето население, нашите граѓани, кои што биле дел од неформалната економија, заради тоа што увидоа дека државата нема механизам за да им помогне, влегоа во системот. А системот е во Агенцијата за вработување. И затоа бројот се зголеми. Но ние не ги нарекуваме дека тие се активни баратени на работа, затоа што во суштина само работат во неформалната економија. И јас се радувам на вистина дека нас од тој аспект некои работи ни се придвижија. Затоа што сметам дека секој еден денеска е свесен дека што значи да ја помагаш неформалната економија. Дека во првиот момент, кога тебе ќе ти е тешко, остануваш на улица. И затоа треба да се бориме сите до еден. И ние како носители на функции, но и секој еден граѓанин да се бори против неформалната економија. Како се бориме против неформалната економија? Едноставно, не поттикнувајќи ја и секако не подружувајќи ја. Тоа значи дека кога ќе отидете у продавница која што нема да ви даде фискална сметка, нема да купите едноставно. Или кога одредени работи ќе треба да се извршат, да му кажете извинете, но не сакам да бидам затоа што јас не сум осигурен, немам здравствено, немам пензиско, но на крај на денот, тоа што е клучно, дали во првиот момент кога ќе ти биде тешко, нема да ме оставиш на цедило. Кога си во дел од формалната економија, има механизми како ние, како држава, ќе излеземе на испомош на тие кои што им е потребно. И затоа сметам дека навистина целиот начин како се справувавме со кризата има многу позитивни елементи на кои што ако сме доволно паметни, сите како општество, ќе научиме доста лекции, а знаете како велат. Паметните учат од грешките, а другите
едноставно само продолжуваат. Викендов премиерот го презентираше интервентниот инвестициски план, во кој што се предвидени инвестиции во повеќе области во следниот период. Овој инвестициски план се гледа и како некој пост-ковид чекор за закрепнување на македонската економија. Што конкретно значи овој план за нашата економија? Да, во сите наши анализи, но и анализи на светски институции, се укажува дека освен мерките кои што требаше да бидат донесени, а ние го правевме за спасување на економијата, мора да се размисли во периодот на пост-ковид што е тоа што ќе даде буст на економијата. Или едноставно ќе даде таков потик да сите гранки во економијата ги крене. А тоа се јавните и приватните инвестиции. И ние како влада, напоредно со носењето на мерки за справување со пандемијата, од здравствен и економски аспект, работевме овие 8 месеци на привлекување на инвеститори, на креирање на систем во кој што ќе поттикнеме дополнителни приватни инвестиции за кои што воопшто не треба да има подршка, туку само треба да креираш овозможувачка околина за да тие настанат. И второ, рековме дека ќе влеземе во сите инвестиции во кои што државата треба да влезе за да креираме и дадеме една порака дека една за секојаш за ова треба да се работи. И интервентниот план за инвестиции 2021-2027 следи неколку стратешки документи. Ја следи политиката на Европска Унија, а тоа е рамката на поддршка на Европската Унија преку ИПА 3 2021-2027. Ја следи Европската инвестициона агенда. Ја следи нашата долгорочна, среднорочна стратегија за раст и развој. Ги следи другите стратешки документи и како таков излеговме со еден план кој што е некаде од прилика 8 милиарди, но кажавме дека интервентниот план за инвестиции е динамичен план и на него ќе се надоградува други инвестиции како што одат доаѓа времето. И ако можеме да ги категоризираме во неколку области, таа има 8 области. Во секторот енергетика се најголемите инвестиции, од прилика 3,1 милиарда се во секторот енергетика, 2,7 милиарди се во секторот патна и железничка инфраструктура, околу 800 милиони се во преработувачката индустрија. Ова е доста битен сегмент за нашата економија. 300 милиони евра се, јас ја нарекувам во приватната потрошувачка или мало продажната, 500 милиони во јавното здравство, 500 милиони во комуналната инфраструктура. И ќе се вратам на комуналната инфраструктура, 200 милиона во туризмот и така натаму. И тоа што е клучно овде, зборуваме за комуналната инфраструктура, зборуваме за работи кои што, за жал, мене некојаш дури како носител на функција, кога одам со нашите сограѓани да зборувам, ме фаќа срам дека во 2021 година се уште треба да зборуваме за вода за пиење, за канализациони мрежи, за пречистителни станици и така натаму. Затоа што навистина се изгубило многу време, 30 години тапкаме во место, зборуваме дали треба да имаме вода или не треба да имаме вода и дали водата имало име или дали била ваква или онаква. И сметам дека овој план укажува дека ние немаме компромис, дека сме кажале дека ќе обезбедиме онолку пари колку што се потребни за да ги решиме овие проблеми во наредните неколку години. За жал, кога би имал механизам за да сето тоа го решам до нова година, би го решил. Но нема. И затоа треба одредено време, но укажувам дека нема да има никакви отстапки и компромис дали треба да се најдат пари или не треба да се најдат пари. И јас сум еден од тие кој што е гласноговорник и го кажува. Ако треба ќе се задолжиме уште 1 милиарда и уште 2 милиарди само на нашите граѓани да им го обезбедиме тоа што они го заслужуваат.
основното, тоа е елементарна потреба. Денеска во 2021 година да зборуваме дали има вода за пиење, мене ми е срам. И затоа сметам дека ова се клучните пораки кои што беа пратени преку интервентниот план за инвестиции. И втората порака дека не е само план, ние идеме и понатаму, ја креираме единицата за следење на инвестиции, централно тело кое што ќе осигура дека се ова ќе биде спроведено. И од аспект на временост, и од аспект на процедури, и од аспект на елиминирање на сите можни бюрократски, административни грешки, потешкоти и така натаму, затоа што навистина сме дефинирани дека тоа мора да биде направено. И тоа не е заради тоа што вице-премиерот ќе крене телефон па ќе каже таму, не, ќе си постави системско решение, затоа што државотворноста не се покажува преку индивидуални реакции, туку преку креирање на систем кој што ќе ги решава проблемите и ќе направи работите да се спроведуваат онака како што треба. И затоа не би го кажал дека е само збир на проекти, како што некој сака да укаже. Јас се согласувам дека некои од работите можеби ги имаат повторено, ги имаат зборувано, но јас велам дека е дојдено времето да одиме чекор понатаму и да обезбедиме на вистина елементарни потреби. Односно да се реализираат проектите, Апсолутно. тоа е. Да. Оно што ми падна во очи разгледувајќи го интервентниот план, тоа се инвестициите во обновливите извори на енергија, во зелената економија, за која што и самиот рековте дека најмногу средства се одвојуваат. Конкретно мислам на фотоволтаичната електрана која што треба да се гради, е планирано да се изгради на локацијата кај што требаше да се гради карго аеродромот во Штип. Таа е планирано да биде или од сопствени средства изградена, значи како 100% домашна инвестиција или преку јавно-приватно партнерство. Ме интересира што значи една ваква фотонапонска електрана за нашата држава. Прво, за тие што не гледаат, да укажам дека капацитетот на оваа фотонапонска централа е 350, најмалку 350 мегавати. Или тоа, кажано во споредба, тоа се два блока на РЕК Битола, кои што денеска работат на јаглен, кои што за жал ние можеме да кажеме дека треба се уште да работиме на јаглен, но кога ќе дојде декември, треба да ги прашаме нашите сограѓани во Битола колку им е лесно да дишат. И јас се грижам и за тоа. Затоа што можеби енергијата производена од фотонапонски централи е малце поскапа, но со сигурност е поздрава. Затоа што на крај на денот кажавме во почеток на интервјута дека само една работа не може да со пари да се купи, а тоа е здравјето и животот на нашите граѓани. И затоа дефиниравме дека ќе се изгради, носител на тоа ќе биде Електростопанство на Македонија, Електрани на Северна Македонија по новото, дека ќе бараме да најдеме познати начини на финансирање. Се уште само тој модел го неаме разјаснето, дали ќе биде ново задолжување или преку други форми. Има неколку форми, тие што ги следат инвестициите во енергетика знаат дека има различни форми на кои што се прават, но едно да биде сигурно, дека тоа ќе се стопанисува од наша компанија, ќе оди во прилог на буџетот на нашата држава и секако ќе биде извор кој што е од, како го викаме, обновливи, а јас велам од одржливи извори на енергија. Но напоредно со тоа, ние имаме уште низа на други интервенции, затоа што ние сме предодредени дека ќе ја следиме зелената агенда. Дека нема компромис околу зелената агенда. Дека ќе ја направиме трансформацијата од јаглен во помалку загадувачка енергенс. Дека во транзитниот период сите блокови кои што се од термоцентралите ќе работат на газ во тој транзитен период, се додека новиот енергенс не дојде во нашата држава, тоест не се појави на пазарот, тоа е водородот, кој што е
енергенсот на иднината. Но ние мораме, затоа што навистина кажувам, ако сега тоа не го направиме, за 10 години нема да имаме за кого тоа да го направиме. Затоа што одлуката на нашите сограѓани ќе биде, а зошто би живеел во држава во кој што тие кои што се носители на функции, не политичарите, носителите на функции, не размислуваат за нашата иднина. И затоа што нас ни е битно да нашите граѓани веруваат во нас, дека се грижиме за нашата заедничка иднина, дека тоа ќе го направиме сега и без никаков друг компромис. Затоа што се друго ќе биде навистина изгубено време и погубно можеби после одредено време да се навратиме и пак да збориме зошто не го направивме. Затоа што сите зборуваат за зелената агенда, но зелената агенда не се покажува на никаков различен начин, освен со дела. Со акција. И покрај тоа што во интервентниот план планирани се и инвестиции во повеќе сектори, дали според вас има некој сектор што треба да биде водечки двигател на македонската економија во следниот период? Да, јас сметам и кажав, додека ги кажував бројките, дека еден солиден сегмент од интервентниот план за инвестиции е сегментот на производство. Затоа што сметам дека преку оваа интервенција во интервентниот план за инвестиции ние полека влегуваме во реструктурирање на нашата економија и на секторите кои што придонесуваат во бруто домашниот производ. Со сите инвестиции во енергетиката, енергетиката ќе заземе значителен дел во целата структура на економијата. Со сите инвестиции во преработувачкиот и производниот сектор, тој ќе заземе поширок дел од нашата структура во економијата. И само за споредба, зошто го зборам ова? Нашата економија во овој момент, по потрошувачкиот принцип, 65% зависи од приватната потрошувачка, 10% од јавната потрошувачка, другото е производство и извоз. Економија која што 20% офаќа преработувачкиот сегмент, не е економија која што би требало да каже дека видете колку сме ние битни и колку сме ние јаки, во кој што 65% зависи од приватната потрошувачка. И ние тоа мораме да го смениме. И затоа споредувањето со другите економии навистина е безполезно. Затоа што сите имаме различни структури. Да се спориш денеска со германската економија не вреди, затоа што германската економија, нивната структура е сосема различна. Таа е заснивана на индустрија и заснивана на преработувачкиот сектор. Нашата е заснивана на тоа што ќе потрошиме како граѓани. И затоа сметам дека за мене е индустријата, за мене е, но кога зборам индустрија, не зборам за традиционалната само индустрија. Зборувам за индустриализацијата, за четвртата индустриализација, зборувам за целиот сегмент на информатички и комуникацијски технологии, зборувам за вештачка интелигенција, зборувам за мегатроника, зборувам за Internet of Things, зборувам за работи кои што ќе имаат висока додадена вредност, но тоа е во суштина тоа што ќе го произведеме. Да прераснеме во економија во кој што ќе не препознаваат по земја на можности, по земја на стартапи и по земја во кој што сме еднакво конкурентни со сите други по тоа што го произведуваме. Сега да се навратиме малце на буџетот. Значи, во делот на буџетот се најавуваше ребаланс некаде кон средината на годинава, јуни-јули, колку што знам. Докаде се анализите и кога може тој да се очекува? Се прават последните консултации со сите министерства и други јавни институции. И јас мислам дека многу набрзо наредните 10 дена би требало да се случи. Вчера имавме некоја координација со министерот за финансии во одредени области. Штом завршат сите анализи, секако тоа ќе биде направено и он нема да има премногу изненадување, да кажеме. Стандардно
тоа што го правиме и што го покажавме, а тоа дека домачински се грижиме за средствата, за јавните средства, таму кај што навистина нема можност да се спроведат одредените работи, ќе се скрадат, ќе се алоцираат на други, секако може да се алоцираат и во сегментот на поддршка на стопанството, затоа што одредени работи, одредени показатели укажуваат дека можеби ќе треба уште еден период да има мерки, но дури и поддршка на стопанството повеќе го гледам од аспект на поддршка на креирање на додадена вредност во стопанството, а не само давање на помош за справување со последици. Значи, буџетот ќе биде во насока на поддршка на развојот и оправувањето. И вие самиот споменавте дека обично при креирање на буџетот секогаш се кратат тие непродуктивни трошоци и тие се пренаменуваат, значи онамо каде што се најпотребни. Кај државните институции имаше едно кратење на буџетите и во ковид кризата. Ме интересира сега, значи, дали сите институции подлежеа на такво намалување на буџетот? Да, и по кои критериуми беше тоа? Дали имаше некои критериуми по кои што се спроведе или? Не, значи, филозофијата на работење на оваа влада е малце променета. Значи, во ковид кризата секако мораш да поставиш одредени работи кои што не може да се направат. И тогаш имаше за сите забрана за стоки и услуги. Тоа е за целата буџетска категорија стоки и услуги беше забрането дека не може да се реализира. Сега се оди по принципот секој е одговорен за својот буџет и он треба да каже дали и што на вистина ќе изреализира. И овде на вистина секојаш имаме дискусија во јавноста. Зошто сега пак зборуваме за непродуктивни? Затоа што начинот на креирање на буџетите до сега во нашата држава е историски. Ако минатата година сме ги имале истите категории, следната година 10% ќе додадеме заради потребите, ќе видиме дополнителни нешто потреби и тоа е буџетот. Ние со оваа влада од септември полека го менуваме пристапот на креирање на буџетот. Тоа е креирање на буџет од вистинските потреби. Но за да тоа да се направи, не може преку ноќ да се направи. Значи треба одредено време. И веројатно ние многу скоро, за 2 до 3 години, ќе дојдеме до начин на креирање на буџет кој што ќе зборува за 100% различен буџет некој тоа што сме го имале пред 5 години. И тогаш нема да зборуваме за приоритетни или неприоритетни, туку за ургентни и помалку ургентни работи. И само ургентните работи ќе влегуваат за решавање. Но сметам дека кога ќе го видиме и среднорочниот план, кој што задира и во буџетот, и во буџетскиот дефицит, и во задолжувањето, ќе сватиме дека во суштина тие се конзистентни еден со друг и кохерентни еден со друг и само така ќе се даде тој резултат. И затоа ќе кажам дека во суштина кратењата беа само секоја министерство само или секоја институција само по себе укажуваше дали на вистина има потреба. И има многу интересен разговор вчера, една од агенциите ми вика, не ни скративте ништо. Викам, а вие кажавте дека сакате да ви скратиме? Не, ние сакавме да не ни скратите, ама замисли вие не ни скративме. Рековме, а зошто би ви скратиле ако навистина вие ке кажете дека сето тоа е приоритет за тоа што вие го правите? И ова е пораката што сакам на сите да им ја испретам. Дека нема зошто ние, ако е потребно да се направи водовод, да кажеме нема да го направиме затоа што Фатмир не сакал. Не. Ако е потребно, ако имаме проект, ако има спремна документација, да, ќе се направи. Но сакам да изградам нешто, ама немам ништо, ама сакам. Не, тоа е желба. А желбите остануваат на друго место. Овде сме за да навистина решаваме проблеми, а проблемите се решаваат со директна интервенција. И затоа, например, и агенциите, и институциите, сите кои што
го имаат буџетот, располага со тоа, а они треба да бидат добри домаќини, добри менаџери на тоа и да кажат да, ова е возможно, ова не е возможно, затоа што тоа што ќе го ослободат сега, ќе го дадат на друго место кај што навистина е потребно. И сега како влада во криза не ги заборавивте ни медиумите и за нив во пакетите мерки беа креирани мерки за поддршка за нормално функционирање. Мија е под државниот буџет, меѓутоа кај неа скратен е буџетот, скратени се средствата за нормално функционирање. Ме интересира зошто во овој случај на Мија не е гледано како на медиум. Зависи како гледаме. Минатата година имавме таква една одлука во која што во суштина сите кои што има позитивна разлика, затоа што вие сте непрофитна институција, не може да имате профит. Рековме дека ќе ги алоцираме во буџет и остававме простор искрено процентуално да се задржи дел од добивката, ама другиот да се распредели за таму кај што навистина е потребно. Јас стојам на ставот дека праведно и правично мора да постои. Дека сите мора да се третираат еднакво и во разговори со директорот укажав дека да, секако ќе се излезе во пресред за се што е потребно за нормално функционирање, но при тоа ако се испостави дека во овој момент нешто е поприоритетно и навистина ни достигаат пари, затоа што на крај располагаме со јавни пари, ќе го алоцираме таму, но ќе надокнадиме на друг момент во еден. Јас сум еден од тие кои што навистина верува во праведност и правичност и еднаков третман и таму немам компромис околу овие вредности и кон Мија навистина јас се радувам кога ќе видам дека оваа агенција се издигна на ниво на својата задача. Тоа што било пред 10 години навистина би сакал да го заборавиме, но сметам дека тоа што вие го правите секојдневно и ако ќе ве видам дури на моите посети надвор од државата, ќе ми излезе некој од Мија, викам, опа, се радувам дека имам ваква агенција во мојата држава и секако ќе ве поддржиме и понатаму да бидете навистина репрезент и затоа што вие сте тие кои што сте први на како пред странците кога ја гледаат нашата држава. Така. Да се вратиме на странските инвестиции. Во време на пандемија малку како да замреа, не само кај нас, туку и во светот секаде. Дали има најави за некои нови странски инвестиции? Колку што видов и во интервентниот план има некакви се најави, меѓутоа дали може сепак за гледачите поконкретно да кажеме што е во најава? Да, еве е една дискусија која што ја имавме и зошто ние сме биле толку таинствени во интервентниот план за инвестиции. Има една промена во начинот на како ги третираме луѓето, а тоа е и компаниите. А тоа е дека ние не сакаме да обзнануваме имиња се додека они не кажат дека сакаат да обзнанат имиња. Во листата се ставени инвестиции од прилика 400 милиони евра кои што доаѓаат како најави или во кои што сме во преговори со странски, но и домашни инвеститори. И таа листа ќе ја надополнам. Само еве денеска сме на крај на неделата. За една недела јас можам со 4 други компании да ги надополнам во листата на странски инвеститори кои што сме пред потпишување на договор. Но не можам да обзнанам имиња затоа што со сите имаме потпишано договор за доверливост за да се осигураме, тоа се осигура другата страна, дека тоа што они го преговараат со нас во одреден момент, се додека не излеземе јавно, а ние тоа го правиме јавно, ја немам ниту еден договор потпишан, нити дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони нема ниту еден договор потпишано без тоа да биде јавно обзнанието. И тоа е разликата. Во одреден момент, кога двете страни ќе се договориме, кога другата страна, компанијата ќе каже да, потпишуваме договор, ќе ја обзнанеме со име, презиме, со вид на поддршка, со детали за поддршката што ја добиваат од државата и што они ќе направат. Тоа што ме радува е дека сите овие инвестиции креираат додадена вредност во нашата земја. Сите овие инвестиции имаат платени работни места најмалку за 50% повише од минималната плата. Ова е разлика.
Нема ниту една од овие инвестиции со кои што разговараме да им дозволиме да плаќаат плати од 9000 денари. Заврши ерата на креирање на работни места и креирање на сиромашни работни места. Поттикнување на сиромаштија не е наша цел. И затоа, да, ќе ги користиме јавните ресурси за поддршка на странските инвестиции, ако има додадена вредност. А додадена вредност е ако има високо платени работни места, достоинствени плати и ако нивните производи навистина креираат додадена вредност за нашата економија. Затоа што само вака ќе зборуваме за раст и развој и ќе зборуваме за подобар квалитет на живот за нашите граѓани. И како да ги задржиме младите во државата? Апсолутно. Затоа што јас укажувам, на младите не им треба ништо друго, освен да им дадеме можност. Јасна перспектива и можност. Они подобро од нас знаат како се користи таа можност. Ќе ви кажам само два примера што им значи на младите да им креираш можност. Минатата недела бев на настан со две компании, тоест имаше повише компании, но две ми оставија впечаток. И двете се во сегментот на користење на вештачка интелигенција и користење на висока технологија со 3D принтање и така натаму. И им кажувам, дечки, вие ова сте го развиле? Вика, да. Овде во Македонија? Вика, да. И овој едните имаат вештачка рака направена, која што е далеку пофункционална и поевтина од тоа што се продава низ светот, и викам, и добро, сега кај го продавате? Вика, таму не можеме да стигнеме. Велам, добро, дечки, сега знам што треба да се направи. Нашата земја ќе биде представена во Дубај Експо на наредните 6 месеци, почнувајќи од септември, им реков на двете компании, вие ќе бидете представени во Дубај Експо, затоа што тоа е наша задача. И они викат, како во Дубај Експо? Така, ќе ги земе вашите експонати, ќе бидете на централно место во нашиот штанд, затоа што таа е нашата економија. Тоа е нашата држава. Тоа е нашата иднина. Вие сте нашата иднина. Не треба јас да отидам тамо и да ги гледам шеиците затоа што не ми ни требаат. Идете вие, продајте ги вашите производи, затоа што со тоа ќе се радувам и ќе сум среќен. Тоа е креирањето на можност. Тоа е разликата. Не ги знам дечките. Вистина. Денеска да ме прашате за нивните имиња, појма неам. Да ме прашате за нивните компании како се викаат, би требало да кажам не, затоа што сум вице-премиер, морам да ги знам. Но не е битно. Не е битно. Верувајте, ги видов на настан и ме реков дојдете, еден од уредите кои што они го произведуваат, а тоа е апарат кој што следи на реално време ЕКГ, тоест ја следи работата на срцето, најверојатно ќе биде уредот кој што ќе го користат нашите пациенти во клиниката за кардиологија. Зошто? Затоа што нашите граѓани тоа го заслужуваат. А замислете, наша компанија тоа го има развиено. Па не треба ние да ги продаваме на индиците, на американците, можеме ние. Така се поддржува, така се креира иднината. И затоа, кога седнувам јас со младите, ја велам, дечки, ја не правам ништо за вас, го правам тоа што некој го направил за мене. Јас сум имал среќа да работам со луѓе кои што ми дале простор. И бидејќи ми го дале просторот, јас сум го зафаќал просторот. Не сум влегол во политиката на 23 години, сум влегол на 45 години, затоа што сум верувал дека треба да си го наоѓам просторот. Ама сега, затоа што ми е дадена можноста, повторувам, да сум носител на функција, ја ќе ја давам можноста за секој еден да си го најде својот пат. Ама на патот ќе ги елиминирам сите бариери, затоа што сметам дека тоа го заслужуваат нашите граѓани. Тоа е тоа за што се бориме, а секако за кога го правиш тоа не можеш секој ден да крева знаме и да кажеш видете што направите. Промените доаѓаат полека. Промените доаѓаат полека, но ги уверувам дека ќе работиме секој еден ден. И работиме секој еден ден. Интервентниот план за инвестиции е 9 месеци работа. Треба 5 години да се спроведе. Да, 5 години ќе се спроведе до последен момент. Затоа што секој една инвестиција тамо значи подобар живот за нашите граѓани. И за тоа нема да има отстапки.
Ама за тоа, кажав еднаш и ќе кажам пак, ни треба разум. Друго е да водиме политичка битка, друго е да бидеме разумни за подобар живот за нашите граѓани. И тоа е разликата на едните со другите. Кога сме кај домашните и кај странските инвеститори, мислам дека бевте првата влада која што ги изедначивте, на исто рамниште ги ставивте и странските и домашните инвеститори околу поделбата на државната помош. Сепак имаше некои забелешки од експерти дека поделбата на државната помош треба да биде потранспарентна, дека е потребно да им се да оди државната помош во оние компании кои што ќе излезат со јасни планови и така натаму. Дали се размислува таа државна помош да биде систематизирана, односно да се дава од едно место и на тој начин да се има поголема транспарентност при доделувањето на државната помош? Да. Имаме среќа, веројатно, јас зборам со сите кои што креираат, прават одредени истражувања, ги оценуваат различните владини програми, но навистина јас се чувствувам среќен што сум дел од една влада во која што вредноста на еднаков третман навистина го живее. И од првите денови на владата предводена од СДСМ сме укажале дека дали е домашна или странска инвестиција мора еднакво да го третираш. Затоа што на крај на денот они креираат вредност. Се согласувам и околу транспарентност. Вчера само имавме еден таков извештај во кој што имаме укажано дека во суштина нивото на транспарентност на сите јавни институции, вклучувајќи на сите министерства, особено на тие кои што работат со сегментот на давање на државна помош, навистина е подобрена. Но кај е крајот? Нема. Ја кога зборувам за транспарентност и отчетност, ми викаат добро, ама кај е крајот? Што е тоа што ќе го достигнеш? Нема. Транспарентноста нема крај. И затоа секогаш има поле на подобрување. Тоа што вие го прашавте дали има централно место, да. За разлика од претходно во кое што имавме неколку министри без ресор кои што работеа на сегментот на странски инвестиции или поддршка на инвестиции, плюс имаше една агенција, па втора дирекција и така натаму, сега има централизирано тело. Целото портфолио на инвестиции е под капа на кабинетот на заменик председател на владата за економски прашања, значи таму кај што го водам тој ресор. Секако ја имам две институции кои што се оперативни тела, е дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони и агенцијата за промоција за странски инвестиции и промоција на извозот. Тоа се единствените тела кои што во суштина се вратите во кои што инвеститорите треба да дојдат и да побараат поддршка. Договорите завршуваат, државните договори за државна помош завршуваат кај мене, кога тие се надвор од технолошките индустријски развојни зони или завршуваат во дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони, кога се внатре во дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони. Зошто? Затоа што дирекцијата за технолошки развојни зони во суштина оперира со посебен закон, а ние оперираме со друг закон. Сите сме ускладени со законот за контрола на државна помош. Да не заборавам дека има и трета институција, но таа е дел од планот за економски раст, третиот столб на планот за економски раст. Тоа е фондот за иновации и технолошки развој, кој што во суштина се грижи за подобрување на екосистемот за стартап заедницата и за компаниите кои што се растечки или ги викаме accelerating companies. По концентрирано тоа, тешко дека ќе може да биде. И еве сега во ова интервју можам да кажам дека ќе имаме новитет. Работевме во изминатите 9 месеци на креирање на и воспоставување на единствен центар за контрола на државната помош, или ние го викаме систем за управување и раководење со државната помош. Заедно со Светска банка работиме на креирање на тој систем.
Нашиот план е до јануари 2022 во суштина да го креираме системот. Исходот од тоа ќе биде дека 11 процеси на 11 различни институции кои што даваат државна помош ќе биде дигитализиран. Со една цел која што ја имаме заеднички воспоставено, а тоа е дека на 1.1.2023 процесот на добивање на државна помош ќе биде без хартија. Тоа значи ќе се елиминира можноста на човечкиот фактор да интервенира во системот. 11 процеси во 11 институции. И затоа транспарентноста и сите мерки, јас на вистина им се радувам кога ќе дојдат како такви, затоа што јас велам да, тоа ни служи за да се подобриме. И заедно со нив ќе ги подобриме. Дали после, откога ќе ги дигитализираме процесите, ќе биде потребно дополнително нешто да се направи, се согласувам. Тогаш, можеби, од сите алатки ќе има 2-3 информации кои што ќе бидат обзнаени, можеби ќе има потреба да се зголеми, да бидат 5. Да, ќе бидеме отворени, заедно ќе ги креираме, затоа што верувајте, кога нема што да криеш, не боли глава од давање на информациите. А ние немаме што да криеме. Тоа се јавни пари, имаме чест да управуваме со јавните пари и ќе покажеме каде навистина одат јавните пари. Критички настроени сме, слушаме, ако ни се укаже дека сме направиле грешка, ја подобруваме. Ако увидиме дека сме направиле грешка и таа била намерна, секако ќе се реагира на тоа, но сметам дека ниту еден од нас, како носители на јавни функции, нема намера. Дали не намерно во одредени работи ќе... Да, јас кажувам дека ние сме луѓе, може да сгрешиме, но заедно, секојаш го повторувам, заедно можеме да креираме подобра иднина. Мислам дека граѓаните ќе ги интересира најавите за отварањето на Lidl маркетите. Дали има некои најави кога би требало да се отворат тие во државата? Затоа што мислам дека беа и дел и од интервентниот план. Так ги видов. Да, еве цела среќа денеска имав состанок со дел од тимот. Во суштина се прават последните подготовки. Таа е голема инвестиција. Треба поприлично многу припреми, но тоа што е клучно, дека ние не ја третираме инвестицијата само за да ја третираме дека доаѓа еден голем бренд. Ние во овој момент преговараме со нив што тоа ќе значи за нашата земја. Дали тоа ќе ја подобри конкурентноста, дали ќе ги подобри услугите, дали нашите производи на нашите компании ќе станат дел од ланецот на набавка на Lidl. Дали преку влегувањето на Lidl во нашата земја ќе успееме и колку од продуктите кои што се произведуваат кај нас ќе успееме да ги ставиме во глобалниот зинџир на Lidl. Тоа е тоа што ние сега го правиме. Затоа што да, Lidl е битно, затоа што ќе донесе одредени продукти кои што можеби во овој момент ги немаме, подобрена услуга, пристап подобрено до продукти, но верувајте, за нас е битно да нашите продукти станат дел од ланецот на Lidl. Затоа што мене ќе ми биде задоволство да видам наши домати на сред Германија да се продаваат во Lidl. Тоа е тоа што ние сега го работиме и затоа секојдневно се работи, вистински. Се надевам дека до крај на годината веќе првите резултати ќе излезат, затоа што они за да влезат, за да отворат маркет, мора да направат голем дистрибутивен центар, од кој што после ќе ги снабдуваат своите маркети. Така да не би кажувал но они влегуваат навистина брзо, сакаат, ако е возможно и утре да се почне со одредени работи, но нас сметаме дека побитно ни е процесот, побитен ни се процедурите и секако тоа ќе заврши затоа што е стратешка инвестиција, ќе заврши во собранието, тамо ќе ни треба подршка од сите
за да ова се случи за како вистинска инвестиција за нашите граѓани. Малку да поразговараме за регионалната соработка. Неодамна бевте во посета и на Србија и на Косово. Се залагате за јакнење на регионалната соработка и за заеднички настап и на европскиот и на светскиот пазар, и тоа го гледате како еден начин на регионот за излез од кризата. Колку една ваква идеја е значена за регионот и дали има одзив од останатите држави? Ја само ќе ве поправам, да, вистина е дека бев во посета на овие две земји, ама го почнав циклусот на разговори со Црна Гора. При посетата на вице-премиерот од Црна Гора, кој Дритан Абазович, кој што беше во Скопје на заедничка посета. И тогаш ја почнав со него, па продолжив Србија, па во Косово и наредниот период ќе продолжам со другите земји. И мојата посета има една агенда. Се согласувам на тоа што го кажавте, регионалната соработка. Јас ја викам регионалната конкурентност наспроти регионалната конкуренција. Јас сум човек кој што не верува дека стануваш подобар со тоа што конкурираш еден со друг, ако заеднички живееш. Добре. Јас верувам дека кога ќе здружиме сили, стануваме поконкурентни, а кога си поконкурентен, тогаш си подобар. Се живее подобро, има повеќе можности. Зборував за младите, зборував за можностите. И овде зборуваме за можности. Периодот на пандемија укажа дека ние сме премногу лесно harmful, ранливи, кои што лесно може да бидат погодени од најмалото дрмање било каде. Затоа што сме толку мали, што една фабрика која ќе затвори во Германија, овде пола од економијата запира. И кога си толку мал, мораш да кажеш, добро, како ја можам да бидам поконкурентен? И ја ги гледам соседите, сите конкурираме кон едни исти инвеститори, ама при тоа викаме, чекај, јас ќе ти давам уште 2%, јас ќе ти давам уште 3%. Ја викам, абе луѓе, да седнеме. Не е битно каде ќе дојде инвеститорот, битно е каде е вредносниот ланец. Каде се добавувачите на овој инвеститор? Дали се во Кина или ќе бидат во Западен Балкан? Ја тоа го зборам. И имам навистина добар одзив од сите министри од земјите во регионот кои што викаат, да, ајде да седнеме да ги усогласиме одредените политики за привлекување на странските инвеститори. Ја не велам дека треба да бидат исти. Да ги усогласиме. И ајде да зборуваме да привлекувањето на инвеститорите во Западен Балкан биде цело време поврзан со вредносниот ланец кој што можеме да го креираме во Западен Балкан. А тоа е, значи, кога јас ќе донесам еден инвеститор во Македонија, да кажам, да, можеш да го креираш вредносниот ланец во Македонија, но можеш да го креираш и во Западен Балкан. А при тоа ќе бидеш подржан затоа што тоа си го направил. Затоа што така стануваме поконкурентни. Берлинскиот процес зборува за заедничка економска зона. Ние подпишавме сите земји на Западен Балкан во самитот во Софија заедничка платформа за креирање на заедничката економска зона. Нема друг начин, освен да почнеш од некаде. Ја велам, да, ова е. Сите сакаме да креираме дополнителна можност. И регионалната конкурентност на Западен Балкан е излезот од кризата. Е можноста која што пандемијата ни има дадено. Некој дури сака да укаже, сака да зборува со различни имиња. И еден мој колега рече, аха, ти зборуваш за малата Кина. Не е битно како ќе ја наречеме. Кина, Индонезија се многу далеко. На европската економија и треба партнер, и треба место кое што е блиску, но кое што знае да креира продукти кои што се битни во нивниот вредносен ланец. И ова е тоа што јас го кажувам. А секако, преку заедничка соработка, велам дека може да се постигне да бидеме многу подобри од што сме денес.
А мислам дека и стратешки Балканот има добра позиција за поврзување на Европа и на Азија. Па да, секако. Ние велам некогаш кога зборуваме со пријатели, вика Господ не ни даде ништо. Не, Господ ни даде позиција. И ние мораме да ја искористиме. Па тоа што ни го дал, ние мораме да го искористиме. Ни ги дал прекрасните луѓе, кои што им треба само малце да им отвориш простор и они сами ќе се најдат. Ние, човечкиот капитал на сите во Западен Балкан, ни е единствениот капитал. Ние мораме тоа да го искористиме. А како ќе го искористиме? Да креираме можности за соработка. И ја тоа го велам во економски вокабулар. Да креираме конкурентност наспроти светските пазари. Веќе неколку месеци ја најавувате националната развојна стратегија. Како тече тој процес и како вие сега од позиција на вице-премиер гледате на иднината на нашата земја? Значи, јас сум нов во политиката, но може би јавноста ме памти. Јас сум бил дел од стопанските комори и секогаш сум зборал. Мене лично ми не достигало јасна определба каде да ја видам државата после 10 години, после 15 години. Кој да ме праша, сум работел доста со странци, кога ќе ме прашаат каде се гледаш, освен што можам да кажам дека се гледаме во Европска унија, ништо повеќе не сум можел да кажам. И затоа реков дека сметам дека е време сите заедно да кажеме дека е доста више. Дека колку е и да е тешко предвидливо за наредните 20 години каде сакаме да ја видиме државата, сметам дека треба да се почне. И затоа го почнавме заедно со Обединетите нации, со Развојната агенција на Обединетите нации и Британската амбасада еден процес на креирање на методологија за развојната стратегија, националната развојна стратегија, која што е 20 годишна, и заедно со сите чинители во општеството. Кога велам чинители, ниеден не беше запоставен и нема да биде запоставен. Почнувајќи од кабинетот на председателот на владата, председателот на собранието, пратениците, без разлика владеачка, невладеачка, опозиција и така натаму, од луѓето во министерството, граѓанскиот сектор, стопански комори, синдикати, организации на работодавачи, сите, значи буквално сите, велам дека треба во овој процес наредните неколку месеци да седнеме и заеднички да кажеме каде сакаме да ја видиме нашата држава. Какво образование сакаме да видиме. Но ја не би сакал кога зборуваме за националната развојна стратегија, кога зборуваме за образование, да зборуваме дали дигитализацијата на учебниците е битна или не е битна. Не, ја кажувам какви кадри, какви луѓе треба да ни образува и да ни извади нашето образовен систем. Дали тие се луѓе кои што ќе бидат одговор на потребите на стопанството или нема да бидат. Дали ќе продолжиме да креираме менаџери кои што од менеджмент немаат после факултет. Или ќе креираме инженери кои што ќе можат да работат во фабрики во кои што мегатрониката е клучот. Или ќе креираме лица кои што разбираат вештачка интелигенција. Или ќе креираме наши млади кои што разбираат во IT, во информацијски технологии. И така натаму. Тоа е тоа што сакаме да го разјасниме во националната развојна стратегија. Се друго ќе биде пак губење на време, пак неколку изгубени години. Кај сакам да ја видам Македонија? Сакам да ја видам Македонија во која што ќе има достоинствен живот за секој еден граѓанин на нашата држава. Во која што нивото на сиромаштија нема да биде на прагот од 40%. Туку ќе биде намалена на маргинални нивоа. Во која што нашите граѓани ќе бидат конкурентни и ќе живеат на ниво, јас тоа секогаш го гледам од аспект на бруто домашен производ по глава жител. Немаме да бидеме на 30% од просекот на Европска унија, туку ќе бидеме на ниво од 60 до 70% од просекот на Европска унија. Само за илустрација, просекот
на бруто домашен по глава жител во Европска Унија е $33,000. Нашиот е некаде од прилика 10. Јас сакам да го достигнеме на 60 до 70% од тој просек. Зошто? Затоа што тоа го заслужуваат нашите граѓани. Дали е возможно? Да, е возможно. Ама како е возможно? Ако сите се залагаме за тоа. Во сите одредени сектори. Секојдневно работиме за тоа. Затоа што така ќе спиеме, така ќе зборуваме, дали уште подобри ќе зборуваме. Сакам после 20 години да не зборуваме дали во декември треба да се излезе на улица и дали треба да носиме маски или не треба да носиме маски. Сакам да живеам во зелена животна средина, во зелена земја, во која што без никаков проблем ќе знам дека моето дете ќе расте без белодробни заболувања. Ево таква земја сакам да живеам и затоа ја креираме националната развојна стратегија. Има уште други елементи, но тие сите заедно, тие чинители кои што ги спомнав, ќе ги развиваме. И јас сум еден од тие кои што е во управувачкиот комитет, заедно со другите вице-премиери и чинители од собрание, како председателот и така натаму, кои што заедно го дефинираме и го креираме процесот на развој на оваа стратегија. И уште едно прашање кое што мислам дека е неминовно. Во изминатите денови многу се зборуваше за увозот на мазутот. Реагиравте по допрен глас и направена е анализа првична од институциите, таа е разгледана на влада. Меѓутоа, сепак им дадовте период уште 7 дена на институциите за да се направи една посеопфатна анализа во која што ќе бидат опатени сите компании кои што увезувале мазут. Што конкретно ќе донесе таа нова анализа? Дали очекувате дека некакви резултати ќе даде, дали ќе се открие дека е увезен сомнителен мазут? Значи, јас сметам дека има само еден одговор. Моето очекување е дека ќе донесе одговорност. Ништо повеќе, ништо помалку. Тоа значи дека ќе бидат, извинете што ви се уфрлам, значи дека секој што ќе се утврди дека направил некаков пропуст, дека ќе сноси одговорност? Јас сметам дека тоа значи институцијата одговорност. Дека една за секојаш мора да кажеме дека тие кои што се огрешиле и тоа се докаже, има институции кои што тоа треба да го потврдат. Има обвинителство, има други институции кои што имаат мандат понатаму да се занимаваат. Но сметам дека за такви појави не треба да имаме компромис. И затоа следната недела, која се надевам ќе бидат завршени сите анализи, ја ќе стојам на тој став. Дека за секое едно потврдено отстапување треба да има одговорност. Без разлика каде се, без разлика која. Вклучувајќи ме и мене. Институцијата одговорност е света. Ако сакаме да заедно работиме и градиме заедничка иднина, мора одговорноста да постои кај сите еден. Така да само тоа го очекувам, ништо повеќе. Оред, ви благодарам многу на интервјуто и се надевам, ви посакувам уствари за да ги остварите сите ваши визии како вице-премиер. Благодарам и се надевам дека ќе имаме други прилики, ќе зборуваме за подобри работи и подобри времења.